на љубовта. Тие се пееле под прозорците на разгалените девојки од Корча, покрај оградите на дворовите со цвеќиња и околу масите полни со традиционална храна и пијалоци. Серенадите својата популарност ја доживеа во 90-тите години на минатиот век, меѓутоа тие продолжуваат да се пеат и денес во секој корчанско семејство или во баровите и ресторантите со музика во живо. Корча несомнено е богата со многу музеи, но да чуеме некој од нив. Куќата музеј на сликарот Вањо Шмио е центар создаден во 1945 година и реновиран во 1995 година и е важен дел од градот Корча, каде што се одвиваат различни културно-уметнички активности, како концерти, изложби со слики, фотографии и други. Прогласен е за споменик на културата и содржи околу 40 слики на масло, пейсажи, мртва природа и многу цртежи кои се извонредни по нивниот многу посебен стил. Вањо Шмио бил првиот импресионистички сликар во Албанија. Тој е најпознат по своите пейсажи и се смета за најсовршениот албански пейсажист на 20 век. Многу блиску до овој музеј се наоѓа и археолошкиот музеј на Корча, кој е основан во 1985 година и е прогласен за споменик на културата поради неговите архитектонски вредности. Овој музеј е подигнат во карактеристичен објект од 19 век и во него се изложени археолошки богатства на југоисточните предели на Албанија.
Не можете да одидете во Корча, а да не го посетите еден од неизините најубави музеи, како што е првото училиште зграда која е длабоко врежена во меморијата на албанците за вредностите што ги има и за големата мисија што ја презеде за учење на албанскиот јазик. Отворен е 1887 година во Корча, во последниот период на Османлиската империја. Стариот пазар на Корча со карактеристичните дуќани дават магична атмосфера под ритмот на калдрмата и карактеристичните куќи веќе претворени во хотели и ресторани за пречек на многобројните посетители. Чаршијата е еден од најубавите делови на градот и секој што барем еднаш го посетил градот Корча нема шанси да не застане во Стариот пазар. Зградите со архитектонски ансамбл, парцелизирани со улиците со калдрма меѓу нив, објектите се на
2 спрата и повеќето имаат подрум. Зградите имаат речиси и стил на градба. Прозорците се долги и тесни и облечени со метални огради. Просечната висина на чаршиските објекти е околу 8 метри. Овие детали придружувани се со дочекот на што се прави во Корча, создаваат едно место од кое тешко може човек да замине. Може да се посети и црвената кула, позната и како панорамска кула, која се наоѓа на крајот од читалиштето, каде што може да се види најдобрата панорама на градот од висина од 33 метри. Исто така може да се гледат и театарски представи кои се одвиваат во театарот Андон Зако Чајупи. Меѓу високите дрва, прекрасната природа и спокојството се наоѓа паркот Младост, што се наоѓа во срцето на градот. Основан е през 60 години северозападно од самиот град Корча. Не задевај се, Моринедо, не задевај се. Не задевај се, Моринедо, јас сум стар човек. Не задевај се, Моринедо, јас сум стар човек. Јас сум стар човек, Morinedo, јас сум стар човек. Јас сум стар човек, Morinedo, од 100 години. Јас сум стар човек, Morinedo, од 100 години. Тук задевај го, Morinedo, тук задевај го. Тук задевај го, Morinedo, мојот млади брат. Тук задевај го, Morinedo, мојот млади брат. Тој ке ти купи, Morinedo, тој ке ти купи. Тој ке ти купи, Morinedo, окабелило. Окабелило, Morinedo, 100 грам црвило. Во Корча можете да посетите и верски објекти од муслиманска и православна вероисповест. Џамијата на Илјас беј Мерахори е споменик на културно наследство во областа Корча. Како второ најстаро исламско светилиште во албанските области и прва купола џамија изградена во албанските области. Се состои од голема молитвена сала покриена со купола на тамбурот, на која и претходи отворен трем од аркада со остри арки на масивна потпора, покриена со 3 мали куполи. На северозападниот крај на салата се наоѓа минаре кој се урнало од земјотресот во 1961 година. Статусот на споменик на културата џамијата го доби во 1948 година. Катедралата Воскресение Христово во Корча е изградена во 1992 година од страна на Автокефалната православна црква на Албанија, се наоѓа во центарот на градот и е најголем православен верски објект во земјата. Воскресение Христово се карактеризира со бетонска конструкција, се состои од 3 ката и зафаќа површина од 1800 квадратни метри. Тоа го символизира вреќањето на верските практики во земјата, каде што сите религии беа забранети од 1967 па се до 1991 година. Исто така во Корча може да се посети и Националниот музеј на средновековната уметност, библиотеката Тими Митко, Ориенталниот музеј Братко, музеот Џон Мили, првата фабрика за пиво Бира Корча и многу згради и културни споменици, историски и уметнички.